Маријана и Елена, добро утро вам во студиото. Поздрав за нашите гледачи кои си ја следат утринската програма Ја сакам Македонија на телевизија Сител. Така како што кажавте ти, Елена, ќе позборуваме околу сите оние новитети, околу сите оние информации, препораки и совети кои што јавното предпријатие Водовод и канализација треба да им ги принесе на граѓаните. Најмногу можеби околу она што се полемизираше, како што кажа и ти, Елена, околу неплатените сметки. До крајот на месецот ќе можат тие да се платат на рати и без камата. Каква вода пиеме и како треба да се искористува водата во следниот период. За се тоа ќе поразговараме со господинот Зоран Недевски, кој што е раководител на сектор за наплата од јавното предпријатие Водовод и канализација. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Символично овде покрај фонтаната 8 чешмички. Добро утро и добро ве најдов. Господине Недевски, она што можеби сите најмногу ги интересира, продолжен е рокот. Всушност до крајот на овој месец, до 31 јули, ќе може да се платат оние неплатени заостанати сметки. Значи, јавното предпријатие Водовод и канализација како општествено одговорно предпријатие и во моментов покажува дека се грижи за интересот на граѓаните и корисниците на нашите услуги. За таа цел, отпочнувајќи од 15.6 и заклучно со 31.7 се спроведува оваа акција, како што вие рековте, за сервисирање на неподмирените долгови на граѓаните без камата. Со тоа што дополнително сакам да ги известам корисниците кои што имаат неподмирени долгови дека истиот можат да го сервисираат и на неколку месечни рати во зависност од висината на побарувањето кое што го има јавното предпријатие Водовод и канализација. Може да се склучат договори за отплата на рати во висина до најмногу 24 месечни рати. Јавново предпријатие за оваа цел изготви протоколи кои што се во согласност со мерките и препораките донесени од владата и Институтот за јавно здравје, чисто поради заштита и на корисниците и на вработените од коронавирусот. Овие препораки се почитуваат како од корисниците, така и од вработените на влезот на јавното предпријатие Водовод и канализација. Корисниците, комитентите, значи чекаат во ред на оддалеченост од 2 метри. На секој од корисниците пред влезот му се мери телесната температура, се врши дезинфекција и при влез и при излез на корисниците, на странките. Воедно во текот на денот во неколку наврати се врши дополнителна дезинфекција на просториите за заштита како на корисниците, така и на вработените во јавното предпријатие Водовод и канализација. Во моментов, заклучно со вчерашниот ден, вредно е да се напомене дека околу 160 корисници ја искористиле оваа можност за отплата на заостанатиот долг на рати во висина од некаде 10 милиони денари. Вредно е да се напомене дека граѓаните кои што ќе го извршат плаќањето во овој интервал, во овие 45 дена кога трае акцијата, значи независно дали ќе склучат договор за отплата на рати или ќе платат во готово, нема да им биде пресметана камата за задоцнато плаќање. Така, сега кажавте дека може најмногу до 24 рати. Постои ли некое ограничување во однос на тоа колку неплатени сметки и која е сумата? Има ли такви некои ограничувања? Значи, ограничувањето започнуваме со склучување на договори на рати над 2000 денари. Да е вкупното побарување кое што го има јавното предпријатие кон корисниците. Така. Се што е над 2000 денари може да се сервисира со отплата на долгот на рати. Пиеме квалитетна вода, баш и пред неколку дена ми се чини дека излезе извештаот, меѓутоа колку правилно ја искористуваме оваа вода која што ја имаме? Кои се планирате некоја кампања, ми се чини, која што ќе им даде некои совети и препораки на граѓаните околу тоа како треба да се однесуваат идниот период, затоа што знаеме дека во летниот период повеќе се користи вода, а со самото тоа имаме и недостиг од истата. Така. Факт е дека Скопјани пијат една од најквалитетните води во Европа после виенската вода, втора е скопската вода. Јавното предпријатие Водовод и канализација во периодов наназад со инвестирањата во опрема и во ред работи само докажува дека се грижи за квалитетната услуга која што треба да ја добијат граѓаните на градот. Во последниот интервал сведоци сте самите дека се направи инвестиција за набавка на нова микробиолошка опрема, која што е инсталирана во Центарот за санитарна контрола, од каде што секојдневно значи се врши испитување на примероци кои што се земени на територијата на градот Скопје.
На неделно ниво се врши испитување на примероци, на близу 900 до 1000 примероци се врши испитување на квалитетот на водата. За сето ова, јавното предпријатие е отворено и известува на својата веб страна, значи неделниот извештај за квалитетот на водата е достапен на нашата веб страница. Воедно и во сите електронски медиуми излегуваме со известување за квалитетот на водата. Би морал да напоменам за овој летен период, како и сите минати години, така и оваа година, да упатиме еден апел до граѓаните на градов Скопје, до корисниците на нашите услуги, да водата за пиење ја користат рационално, односно да не се користи истата за полевање на зеленило, за полевање на бавчи, за перење на автомобили и слично, затоа што сепак водата е за пиење, а не за нешто друго. Сега, околу неплатените сметки, убаво кажавте и околу оние препораки кои што ги држите, нели, држање на дистанца, околу на заштита, околу неплатените сметки луѓето би морале само корисниците да дојдат, така? Меѓутоа, дали тие истите можат да искористат електронската услуга за плаќање или всушност првично за да направите, нели, некоја програма, односно рати како би се одвивало плаќањето, ќе мора да ве посетат? Значи, за плаќањето на побарувањата, корисниците можат да искористат нашата електронска апликација, која што ја напоменавме и во минатото моје гостување кај вас. Значи, тогаш напоменавме дека имаме и мобилна апликација, имаме апликација за плаќање на нашата веб страна, имаме низ градов на 3 места и инсталирано апарати за брзо плаќање на фактурите. Но сепак, за склучување на договорите потребно е физичко присуство на корисникот, како би се сето тоа регулирало за отплата на договор на рати, затоа што сепак треба да се подпише тој договор, треба да се идентификува самото лице кое што го склучува договор и самиот договор да биде заверен на нотар. Така, сите оние кои што сакаат да платат на рати без камата мора да го запазат рокот до 31 јули. До 31.7, значи тогаш завршува. Така, со определен рок на траење акцијата за плаќање на неподмирените долгови на рати без камата. И сега кога сме кај летниот период и кај искористувањето на водата, имате ли некоја официјална бројка колку всушност, знам дека многу повеќе вода се користи во летниот период, дали веќе има забележено некоја промена затоа што сме веќе во лето? Колку е таа потрошувачка на вода поразлична за разлика од другиот период во годината? Значи вака, факт е дека летниот период носи со себе низа активности кои што се причинител за зголемување на потрошувачката на вода. Како и секоја година, така и оваа година, значи зголемена е потрошувачката во летниот период. Во годините наназад и оваа година имаме зголемена потрошувачка, меѓутоа се активираат и бунарските подрачја по потреба. Имаме 7 бунари кои што се во функција, меѓутоа годиниве наназад, а и оваа година 2 до 3 бунара се активираат и се надополнува количината на потребна вода за граѓаните. Сведоци сме ние во последниот период дека температурите надминуваат веќе 30 степени, со самото тоа граѓаните веќе имаат зголемена потрошувачка на вода. Меѓутоа, уште еднаш како би ја искористил можноста да апелирам до граѓаните да не се врши злоупотреба на водата, да не се полеваат непотребно површините во текот на денот. Ако веќе мора некој да полее некоја површина, сето тоа да го направи во доцните вечерни часови или раните утрински часови. Ние во последниот интервал, значи не само од страна на граѓаните, туку и од страна на општините и јавните предпријатија имаме проблем со нив, бидејќи се врши полевање на зеленилото во периоди кога температурата достигнува и 40 степени, а се врши полевање. Значи имавме неколку состаноци со јавното предпријатие Паркови и зеленило, кое што е одговорно за одржување на јавното градско зеленило на територијата на градот Скопје. Побарано е од наша страна, значи, да се интервенира кај нивните вработени и да направат протоколи и процеси на работење, со што
полевањето би го извршиле во доцните вечерни часови или раните утрински часови. Се надеваме дека сето тоа ќе го испочитуваат, како не би биле доведени во состојба да превземаме низа драстични мерки од типот на исклучување на таа хидранска мрежа за полевање, чисто за да се задоволи потребата да граѓаните добијат квалитетна услуга во текот на 24 часовниот период од денот. Така, како што вие знаете да кажете, не е во ред никој да полева нели трева, а никој да нема ниту капка вода за пиење, затоа треба правилно да се искористува. Во овој изминат период или во овој сега период, неколку дена претходно, една недела, имавте некои други активности вашите екипи на јавното претпријатие Водовод и канализација? Кои се вашите тековни активности? Значи, тековните активности се течат, меѓутоа направивме низа активности дополнителни, баш од овие причини што пред малку ги полемизиравме дека се врши злоупотреба на водата. Во моментов наши екипи се присутни на територијата на општина Сарај, заедно со комуналните инспектори. Се врши контрола на злоупотреба на вода. Ние доставивме еден извештај околу сите активности и затечените работи кои што се на терен. Откриени се низа нелегални приклучоци за полевање на ниви, на фолии, на огромни пространства, зеленило, бавчи, кои што на вистина е греота да се полеваат тие работи, а мештаните, граѓаните од тој дел да кубурат и да немаат вода. Јавното претпријатие Водовод канализација покрај тоа што изврши исклучување на овие нелегални приклучоци, во координација значи со комуналните инспектори веќе се отпочнати и кривични постапки за кражба на вода. Значи нема да запре сето ова активност ќе си биде активност која ќе биде практикувана и ќе се реализира во текот на целиот летен период, чисто да се избегнат ваквите злоупотреби и да се казнат злоупотребувачите. Така, се надевам дека граѓаните ќе имаат слух за овие препораки и апели од ваша страна и да се надеваме дека ова лето ќе имаме секогаш нели квалитетна и доволно вода за пиење за се она што ни е потребно. Ви благодарам што бевте дел од Да се надеваме, ви благодарам и јас, имајте пријатен ден. Вам ви благодарам. Верувам дека разбравте што сакавме да кажеме. Околу неплатените сметки до крајот на месецот, до 31 јули, можете да ги платите на рати без камата. Што се однесува до водата во овој период кој што ни следува, потопло време, летен период, да се надеваме дека сите правилно ќе ја искористуваме, за да може сите да ја имаме доволно и во изобилство.